платите на вработените во јавниот сектор се дефинирани со новиот подпишан општ колективен договор, во кој што вработените во јавниот сектор земаат поголеми права отколку што ги има претходно. Секако со подпишаниот општ колективен договор они веќе во септември добија повисоки плати и има период на прилагодување за да добијат целосно нова методологија и веќе знаат што ги очекува, а тоа е март 2025 целосно нова методологија на плати и секако повисоки плати на сите во јавен сектор со зголемена ефикасност и ефективност на работното место, тоест подобрени услуги кон крајните корисници. Вработените во јавниот сектор се само еден сегмент од вкупните вработени во државата, некаде 20%, помалку од 20% и секако заслужуваат достоинствени плати, како што кажав. За нас императив е сите вработени во државата, независно дали се во јавен сектор или приватен сектор, да добиваат достоинствени плати. Што се однесува до платите на именуваните и избраните лица, кажавме дека има работна група и јас сум дел од работната група, работни на законско решение. Исходот ќе го видиме затоа што не е еден сам закон, 7 закони се во прашање кои што би требало да претрпат евентуални измени, но при тоа треба да имаме во предвид да не се наруши принципот на самите закони, затоа што лесно може да дојдеме во законски решенја кои што се противуставни, како што впрочем беше последната одлука на Уставниот суд. И затоа 1260 функционери кои што се уфатени со последните измени, кои што во суштина добија усогласување за наназад 12 години, ќе бидат опфатени со едно решение. Не можам да преюдицирам што е решењето. Секако ќе биде решењето во насока на праведност и правичност во третирање на секој еден кој што работи во јавниот сектор.